Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека членките на алијансата се согласиле да испратат уште војници во Авганистан. Тие треба да ги обучуваат и да работат заедно со афганистанските безбедносни сили. Столтенберг говореше по состанокот на министрите за одбрана на НАТО во Брисел, на кој, како што рече, 15 земји веќе ветиле дека ќе учествуваат со повеќе војници и опрема во тренинг мисијата во Авганистан. So today we reconfirmed our enduring commitment to Afghanistan. We will sustain the rescue support mission beyond 2017 in support of Afghanistan's 4-year roadmap for addressing key military shortfalls. Our military authorities have requested a few thousand more troops for the mission. And today I can confirm that we will increase our presence in Afghanistan. Столтенберг додаде дека зголемувањето на силите не значи дека НАТО повторно ќе се бори против талибанските и екстремистичките групи во Авганистан. 2 години откако алијансата ги заврши војните операции во таа земја. Американскиот секретар за одбрана Џејмс Матис пак изјави дека Соединетите држави и сојузниците во НАТО по се изгледа, како што рече, пребрзо го намалиле нивното големо присуство во Авганистан. Тој при тоа вети дека сојузниците ќе останат ангажирани во Авганистан, но одби да каже до кога би траело тоа. You never step in the same stream twice. By that I mean that what the war was doing 15 years ago is not what it's doing today. Looking back on it, it's pretty much a consensus that we may have pulled our troops out too rapidly, reduced the numbers a little too rapidly. But the difference today is that the Afghan army is actually able to carry the fight, and they've been carrying. Соединетите држави сега во Авганистан имаат многу помалку сили од 2011 година, кога има најмногу, односно околу 100.000 војници. Тогаш Вашингтон беше под огромен домашен политички притисок да ја повлече скапата операција.